Добро, давайте мојата нова видео. Денес сме со Анастасија Цветановска која се занимава со вежбами. Аз ќе поразговараме за вежбањето и кој е иден фитнес тренер. Мислам дека ќе се стопане. Здраво, Анастасија, мило ми ќе прифати понудата. Мило ми е имене. Дали си спремна? Спремна сум. Опиши се во 3 збора. Емотивна, луда, снажна. Како детство си имала, кому ништо да не откажете во мали црти? Па детството ми беше прекрасно вистина, со многу дружење, некако сега со мобилни телефони. И јас, пошто сум од Буковски, со сите деца од таму, и ден денес си живеам и ми беше прекрасно вистина. Супер. Од каде ти идеја желба да се занимаваш со вежбање беше? Па многу сум самокритична и најпрво заради мојот изглед, но потоа тоа прерасна и во психолошко вежбање, бидејќи многу влијае на психата и љубовта која што се вроди во тоа. Така. Од кој имаш најпоќе поддршка? Дека му кажеме, сакам да се занимавам со вежбање. Најголемата поддршка ми е од дома, од семејството, мојата мајка и татко ме поддржуваат во се буквално. Тие ми имаат кажано за некои работи кои што треба, некои работи кои што не треба, но не ми забрануваат ништо и му кажувам за се. Тие го прифаќаат тоа и ме поддржуваат. Супер. И сега друго прашање ми е, дали сете ги имаш пример, кој ти изгледаш пример, сега знаем дека, колку што ми имат кажам, дека со вежбање не сме пример цигари, алкохол, гонова. Како се справиш ти пример, кој ќе сакаш да пиеш, а не можеш? Па, доколку земаат некои суплементи, не е пожелно да се пие, бидејќи тоа носи до дехидрација на телото. И јас на сите млади им препорачувам да не користат ни алкохол ни цигари, бидејќи тоа и како влијае на здравието. И доколку вежбаат, нема баш добро да биде да ги користат. Ете во ден колку вежбаш ти, пример? Или колку треба, пример, во неделата? Во неделата е доволно да се вежба 5 пати, 2 дена да има одмор за раст на мускулите, бидејќи е многу битен одморот и многу е битно и спиењето, да се спие 6 сати, но тие 6 сати да се спие целосно да навлезеш во сон. И со тоа што се одмараш, ти ги растиш своите мускули и стигаш до твојата цел. Дали од кога ќе се почне да се вежба, дали треба одма да се зема некој суплемент или ете по 3 месеци 6 нека биде? Па нема потреба одма да се зема доколку си почетник, прво треба да ја средиш својата исхрана, пошто исхраната е 80% од тренинго, фактички ти само 20% го добиваш тоа што го добиваш од тренинг, сето друго го добиваш од исхрана. Но подоцна е пожелно да се земи протеин, креатин, зависност од што сакаш да постигнеш. И тоа не е никаква хемија, пошто има голема заблуда за тоа. Туку тоа е само додаток на исхраната. Дали имаш направената мала пауза, пример месец, пример 2 недели, 3? Имам често правено паузи, бидејќи не секогаш телото сака константно тренирање, вежбање, но доколку почнеш со вежбање еднаш, потоа многу е полесно да се вратиш. Исто и некогаш со психички потреби кои ќе имаш, можеш да направиш пауза, но потоа да се вратиш. Дали станете со вежбање, се занимаваш со нешто друго, пример? Се занимавав летото, работев, сега престанав, но сега цел фокус ми е на вежбањето и на страницата која што ја отворив. Сите можете да ја погледате во линкот на моето био на Инстаграм. И на тоа се посветвам сега целосно. Како се справиш со хит коментар? Реално сите со секој пример, дали ќе тренираш пример фитнес, кошарка или било што некој спорт или пење, како се справиш со хит коментар, пошто реално треба физички, психички биси спремна? Треба, во секоја работа имаш хейт коментари, нормално е тоа. Јас на нив гледам како луѓето кои што ги пишуваат тие коментари, дека треба прво да се погледнат себе си. Никако се смејам на тоа, мене не ми е. Мислам дека се такви луѓе што коментира, мислам дека нема цел во животот си замарси туѓи животи. Да, вистина, јас си гледам за мене и си се посветвам на мене, така да тие нека коментират. Мене тоа може само да ми придонесе. Така е. Ете после да прашам да не ти должам многу, што план имаш видно, ако можеш нешто да не откриеш? Моите планови виднина се да направам бренд со кој што ќе можам да се представам повеќе себе си. И започнав со страницата за од некаде да почнам и потоа да достигнам до тоа што навистина го сакам. Ете, дај Боже, таа да отвориш. Дај Боже. Фала многу што прифати понудата.
Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате вакви нови видео, да не забравете да ставите лайк и subscribe, обавезно да запратите Анастасија и нејзината страна, ние се гледаме во наредното видео. Поздрав.